Добар ден, почитувани. Ова е уште една телма амбуланта посветена на женското здравје. Перименопаузата и менопаузата носат хормонски промени. Многу жени чувствуваат симптоми како топли бранови, потење, нестоница, раздразливост, неволно испуштање урина, вагинална атрофија. Дали се това мора да се издржи или постои решение? Кога и дали хормонската терапија е оправдана? Носи ли локалната естрогенска терапија ист ризик како системската? За придобивките и ризиците од хормонската терапија во перименопауза и менопауза разговараме со професор доктор Ана Данева Маркова, специјалист по гинекологија и акушерство. Останете на телма, а како и досега ќе ви оставиме простор при крајот на емисијата да поставите прашање. Дали на вистина менопаузата треба да се издржи, доколку е проследена со непријатни симптоми како препатувања, топли бранови, раздразливост, несоница и слично? Во кој случај хормонската терапија би била добро решение? На оваа тема денеска разговараме со професор доктор Ана Данева Маркова, специјалист по гинекологија и акушерство од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Професорке, добро дојдовте во телма амбуланта. Добар ден. Добар ден, добро ве најдов. Благодарам на поканата. Како гинеколог, на кој начин забележувате дека една жена е во перименопауза, во оној период кој што води кон менопауза? Клинички е доволно да се иследи пациентката, да се разговара, да се земе анамнеза или да се распраша пациентката за симптомите и да се постави едноставно диагноза дека дошло до периодот на менопауза. Кои се симптомите кои што ја најавуваат менопаузата? Некои од симптомите може и да не бидат веднаш приметени, може да се јават подолго време пред да се јави. Најчесто се тоа симптоми кои што се поврзани со некои локални промени во надворешните, внатрешните полови органи, во карличната диафрагма, кои што за да манифестираат симптоматологија треба да помине малку подолг период. Генерално пациентките реагираат на првото изостанување или пообилно крварење или некоја разлика која што ќе ја приметат во менструалниот циклус. Но тоа не значи дека веднаш тоа е диагноза дека започнала перименопаузата, затоа што жената во репродуктивниот период има многу пати дисфункционални крварења. И тие дисфункционални крварења знаат да се повторат или да бидат причинети од сосема други причини, да не значи дека таа е влезена во менопауза или перименопауза, така што по дефиниција, ако сакате, менопаузата настапува во периодот по изостанок една година на нормално менструално крварење. Обично перименопаузата колку време пред менопаузата се јавува? Индивидуално, кај секој, најчесто 1 до 2 до 3 години може да се јават веќе тие перименопаузални периоди или периоди во кои што ќе започне тој хормонски дисбаланс, отсуството на одредени хормони да даваат пореметување или ацикличност во менструалниот циклус. И понатаму ред други симптоми кои што долгорочно гледано кај една мала група, не многу голема група на пациенти, може да даде еден цел синдром менопаузален, кој што се манифестира не само со симптоми или, ако сакате, нелагодности од страна на гинеколошка природа, туку од страна и на многу други системи. Например, најчесто, можеби пациентките, морам да кажам понекогаш и можеби несоодветно ќе бидат ставени во категорија на некое невропсихијатарско расстройство, токму поради ваквиот нагол дисбаланс во хормонскиот статус во периодот на перименопауза. Практично циклусот се уште е во некоја доза нормален, меѓутоа почнува тој невровегетативен систем да отстапува. Не само нокните потења, многу пати расстройство во расположението, неможност за спиење, станување, замокрење неколку пати во текот на ноќта, па тоа понатаму да речеме резултира со одредена, би рекле, магла во однос на концентрацијата, заборавеност, ментална магла и така натаму. Така што некогаш нашите пациентки, ако можам да кажам дека се наши, сметам дека интегриран треба да е пристапот кон овој синдром, попрво бараат кај некои од психијатрите или психолозите одреден лек, не секогаш кај нас веднаш, за да подоцна се воспостави дефинитивната диагноза, односно дека во синдромот на перименопауза практично се јавува таа прва симптоматологија од страна на невропсихијатарските расстройства. Ја споменавте менталната магла, многу жени се сплашени дека можеби добиваат некаква форма на деменција, бидејќи
забораваат, да речеме, пошто тргнале во кујната или на сред реченица, ќе го заборават зборот. Така, Тоа е опасно? Па не би рекла дека е опасно. Практично таа врска која што има со централниот нервен систем, хипофиза, хипоталамус и гонадалните хормони, односно отсуството на естрогенот, во голема врска е со серотонинот, допаминот и практично тие невротрансмитери и сето тоа нарушување кое што би се случило поради нивниот дефицит или падот на естрогените, може во одредени делови од денот, не е тоа постојано, да се јави таква состојба на ментална магла, кое што искрено во студиите кои што се обработувани кај слични состојби, понекогаш и индуцирани во експериментални студии со одредена таква терапија, не секогаш корелираат само со ниските нивоа на естрогени. Но сепак постои таква некоја повратна врска во целиот тој комплекс, кој што можам да кажам дека трае за среќа не многу долго, одреден период на влезот во менопауза и би требало секако да биде еден знак дека ете се случува или започнува менопаузата. Кои женски хормони во периодот на перименопаузата најнапред почнуваат да опаѓаат? Дали се тоа естрогените, прогестероните? Да, многу често пациентките бараат хормонски статус, морам да кажам дека не секогаш е неопходен или тоа е првиот чекор да се воспостави диагноза или да се даде понатаму категоризација на пациентките кои што имаат средни и тешки симптоми кои што им треба терапија. Не секогаш ги бараме хормоните, но знаеме дека прогестеронот е првиот кој што ќе отстапи, односно ќе се намали и практично отсуството на овулацијата или тоа што жената од еден период на репродукција влегува во ист толку долг, би рекла за среќа денеска период на менопауза, перименопауза и постменопауза, кој што понекогаш, како што денеска жената живее и над 80 години, и некаде можеби и 3 децени, е еден период прв кој што ја најавува оваа фаза. Понатаму доаѓаат флуктуациите или измените на нивоата на естрогенот. Естрогенот не веднаш паѓа, туку тој знае да прави пулсации, наизменично да се качува, да се намалува. И понатаму доаѓа нивото на ФСХ или фоликулостимулирачкиот хормон. Тоа е таа централна стимулација која што, знаејќи дека овариумот или јајникот може да произведи или има мог за стероидогенеза, а таа сепак се намалува, постојано дава пулсации или постојано го потсетува дека треба повторно да излачи нови хормони. Практично тоа е редот. Или ако сакате веќе во нашата лабораториска пракса имаме некој однос од 0,7 на тој ЛХ или лутенизирачки хормон и ФСХ како граница во која што сметаме дека веќе е менопауза. Се додека односот ФСХ, ЛХ или фоликулостимулирачки, лутенизирачки е 1, до тогаш сметаме дека се уште има такви наизменични нивоа на естроген, кои што понекогаш може би се пониски, но знаат да се вратат на нормала. Кога е 0,7 односот меѓу двата хормона, тоа е веќе менопауза. Значи не е главен соодносот на прогестеронот и естрогенот? Не, не. Како што повеќето веруваат? Не, тоа е многу поважно во однос на хормоните кои што се импулс за да се лачат овие. И кога знаат веќе дека резервите се исцрпени, тогаш веќе знаеме дека нема понатаму. Дали вредностите на лабораториските хормонски анализи се секогаш во корелација со симптомите? Може ли жена да нема никакви симптоми, а да има големи флуктуации во хормоните, или пак да има мали флуктуации, при тоа да има изразени симптоми? Знаете како, овде ред метаболни состојби може да го пореметат овој циклус и затоа не може вака генерално да се каже дали. Во голема мера морам веднаш да кажам постои една многу заемна врска, да речеме, со тироидната функција, која што особено во менопауза знае да биде нарушена. Овде ќе ги спомнам и состојбите на артифицијална менопауза или кастрирање на жените или посткастрацијскиот синдром. Постоперација. Постоперација, да. После овериектомија, па дури некогаш и самото конзервирање на јајниците, кога ќе се извади матка, поради одредена причина кај пациентката, кога тие само ќе бидат конзервирани или ќе бидат третирани радиолошки, и тогаш практично толку е сложен механизмот или физиологијата на организмот да тој знае да ги заштеди, но повторно ќе прати импулс да понатаму се воспостави тој нормален циклус. И затоа не може генерално да го гледаме тој
хормонски дисбаланс само на овие хормони. Мора поширока палета и поширока евалуација, и затоа секако не се неопходни ендокринолозите, и многу пати соработуваме, особено на тема менопауза со нив, заради употребата на понатаму препаратите за кои што ќе зборуваме, и сета она синергија која што може да има доколку има некој од другите нарушувања. Кога е вистински момент да се започне хормонска терапија, доколку кај жената во овој животен период постојат некои изразени симптоми кои што доведуваат до сериозен пат на квалитетот на животот? Така, ова е одлично прашање, но мислам дека е добро претходно да ги спомнам процентуално гледано пациентките кои што ги имаат овие симптоми. Иако морам да кажам дека ретко се прави скрининг евалуација на пациентките, можеби е тоа што не треба во државата, затоа што постојат одредени индекси во кои што ќе процениме која е пациентката која што има изразени симптоми. Знаеме дека и болката и одредена друга симптоматологија, сето тоа може да биде субјективно, но има начин, една скала по која што прво ќе одредиме кои пациентки се во ризик. Колкав е тој процент? Отприлика некаде 25% од пациентите имаат симптоматологија, особено вазомоторна, особено од урогенитална природа или таа ургентна инконтиненција во една голема мера. Кои се пациентките кои што треба да ги ставиме во категорија дека треба да примаат терапија? Особено пациентките кои што прерано ќе влезат во овој период, особено пациентките кои што се уште не оствариле својата репродуктивна функција, а се некаде во 40-та година, а веќе можеби по хормонски статус, по симптоматологија и по тие нивоа на хормони одредуваме дека се иструшил јајникот или дека таа фаза можеби нема да биде уште многу долга. И секако не се пациентките кои што веќе 10 години се навлезени во периодот на менопауза. Значи, зборувам да речеме за пациентки над 60 на години. Граница се смета дека денес е околу 51-та година, но не ретко може таа фаза да почне пред 40-та или најчесто, ако сакате, меѓу пациентките наши од 46 до 48 година. Идеално, кога би можело да се почне. Доколку жената е во перименопауза и земе хормонска терапија, може ли менструацијата да се продолжи? Може да се продолжи, зависно од типот на терапија кој што ќе ја земеме, но цикличноста, како ги земаме препаратите, укажуваат на тоа дали ќе има и дали ќе нема крварење. Фазата на крварење ќе се намалува, но важно е да се следи или да се остави пациентката да ги реферира сите овие симптоми на крварење, затоа што почесто хормонзаместителна терапија кога ќе се даде значи дека ќе престанат крварења. И сите оние крварења кои што ќе се јават и ќе бидат интермитентни, ќе бидат дисфункционални со различна хронологија, би значило дека можеби ќе треба да се направи и детална евалуација на ендометриумот, затоа што ако нешто дополнително се случува, а ние ја третираме менопаузата, може да ни го замаскира овој момент. Во периодот на перименопауза, поточно повеќе во менопауза, се јавува урогениталниот синдром. Што точно представува тој? Тоа е комплекс на повеќе слабости кои што се јавуваат поради дефицитот на естрогенот најчесто. Практично и естрогенски и прогестеронски рецептори се наоѓаат во кардичната диафрагма. Од ендотелот на крвните садови или од таа интима на крвниот сад, кој што понатаму кога ќе недостасува, ќе дава одредени растројства, па се до мускулно сврзниот апарат, кој што ќе значи понатаму или долгорочно попуштање на лигаментите, па и спад на одредени пелвични органи, како што е утерусот. Урогениталниот синдром пред се почнува со една уринарна инконтиненција. Значи, зошто е важен неволно хормонот? испуштање урина, односно подмочување, да биде јасно. Неволно испуштање на урина. Зошто е важно или од каде сега па хормоните или естрогенот имаат влијание? Рецепторите се наоѓаат од вратот на бешиката или на мочниот меур па до сите останати крвни садови и мускулно-фасцијален апарат на кардичното дно. Зошто сите овие се важни? Затоа што со тек на време доаѓа не само до попуштање, доаѓа и до атрофија, до губење на одреден бацилус кој што таму се наоѓа во вагината, па чести инфекции и последично на сите овие дефицити, она кое што е најважно, доаѓа до промена во притисоците кои што ги има помеѓу
овие, да речам, долни сегменти од патиштата на уринарниот систем моćните патишта и надвладувањето на тој притисок поради тој естроген дефицит и попуштање практично доведува до таква за почеток ургентна или стрес инконтиненција, како што ја нарекуваме, а постои во неколку степени. Итност, потреба за итно мокрање, ургентна инконтиненција. Или пак прикривање на некој товар при закашлување и спуштање урина, тоа е стрес веќе? Тоа е веќе стрес инконтиненција. И двете се во корелација, значи со патот на со естрогенскиот дефицит. И практично кај овие пациентки многу брзо и токму толку кога што трае локалната терапија се подобрува симптоматологијата. Практично, кај оваа пациентка не во секоја фаза, во фаза на тешка или на предоминација на попуштен фасцикуларен или миометриален фасцијален дел на оваа карлична диафрагма, можеби да има потреба и од друга интервенција, дали ке е ласер, дали ке е некоја друга техника, меѓутоа во прва фаза, кога е, во голема мера во многу подоцнежни години, затоа што овие рецептори на ниво на клетка, на ниво на јадро на клетка, постојат кај жената до длабока старост. Практично анатомијата или физиологијата кај жената е да таа продуцира, независно што е влезена во менопауза, и ако недостасува естрогенот, да има рецептор на ниво на сите тие клеточни структури и да може да го прими надворешниот артифицијален дефицит, како што е во случајот естрогенот, и да може компензаторно да ја врати функцијата. Пак напоменувам, секогаш е тоа во случај само доколку е минимален тој доколку не е силно изразен проблемот. Доколку веќе постои атрофија, доколку веќе има спад, и тоа значи веќе и механички притисок, во тој случај би требало да се направи и хируршка интервенција, да не ги залажуваме нашите пациентки кои што не служат, дека само со една локална естрогенска терапија ќе можат долготрајно да го решат проблемот. А што со честите уринарни инфекции кај жените во перименопауза? Дали локалната естрогенска терапија исто би можела да помогне? Да, затоа што ПХ вредноста кога ќе се изгуби, кога ќе се јави таа атрофија, кога ќе се јави тоа чешење, ќе се колонизираат практично други бактерии кои што нетипично би се нашле овде, и тие чести практично тоа се инфекции, уринарни инфекции, кои што се повторуваат не само уринарни, туку тоа се инфекции вулварни, вагинални, кои што често ја оптеретуваат, па дури доведуваат до промена и на колоритот, па и на преканцерози понатаму, или на состојби, премалигни состојби, ако водат кон една хронична инфекција, инфламација на тој дел, практично ствараат едно милје или една подлога да се развиваат и некои други болести атипични, така што третманот апсолутно дека треба да се решава, и секако дека оваа пациентка или овој тип на синдром не треба да се остави така банално, дека тоа е еден дел или еден процес кој што ќе помине и дека пациентката треба да го издржи. Апсолутно не се согласувам дека стравот на колегите кои што дека реално постои или треба да постои да не се дава одредена хормонска терапија е оправдан за овој тип на пациентки. Напротив, особено после 2020 година и 2022, ако сакате, сите признаени агенции за лекови во голема мера укажуваат на безбедноста на овие препарати кај овие пациентки. Сега зборуваме за локална апликација на естрогени, така? Така е. Тоа е во форма на вагинални гелови, вагинални креми, гелови, и вагиналети. И вагиналети. Ги има кај нас? Па за жал, пациентките ги наоѓаат повремено, има дотор или достава на овие препарати, но морам да кажам дека палетата е многу оскудна. Од сето она кое што постои, имаме минимални компоненти, но мобилизирани сме сите, така што се трудиме со нашата рецепта да го најдат препаратот во некои други земји во околината. Колку често треба да се нанесуваат овие локални естрогенски препарати? Да. Ова е исто интересно, практично особено важи за дермалните, трансдермалните лепенки или печови, како што ги викаме. Тие имаат одредена концентрација, исто како што е и мирената, да спомнам и некој друг препарат кој што има подолготрајна 3 до 5 години депо на хормон, кој што точно се знае дека ќе пласира дневно толку и толку, да речем. Истото важи и за лепенките, кои што многу пати тие локално може да дадат иритација, алергии и се друго, и тоа нашите пациентки знаат прерано или пречесто да ги
менуваат, додаваат и знаат да дадат одредена повисока концентрација. Така што треба точно да се внимава по советот на лекар кога треба и која доза треба да се користи. Не секогаш не е доволна таа доза. Не секогаш индивидуално, рецепторно нема доволно моќ да се одговори на таа доза, па треба да се додаде и друга форма. Значи, не секогаш одредена апликација, дали ке е кожа, дали ке е директно во слузокожата на вагината, може да е соодветна за пациентката. Но низ евалуација, гинеколошки преглед и секако незините симптоми, ние лесно можеме да осознаеме дали е доволен хормонот или е некогаш и можеби над концентрација. Дали локалната естрогенска терапија што се употребува во интимната реѓа кај жената се абсорбира системски во телото? Постои ли ризик за карцином? Со локална речиси не постои, нема студии, меѓутоа системската терапија треба многу внимателно и со предпазливост да се ординира, особено за естрогената компонента, затоа што тука веќе постојат ризик фактори, постојат студии кои што укажуваат после подолготрајна 5-годишна употреба дека постои, но во исто време она кое што е комбинирана, во кое што се заштитува и ендометриумот и слузницата и се блокираат одредени други таргет органи за овие рецептори, пак укажува, како што е хормон заместителната терапија, дека може и да превенира дури одредени карциноми, како што е карциномот на дојка. Практично постои категорија на пациенти кои што имаат апсолутен ризик, и тоа се пациентки кои што имале аденокарцином, не само на овариум или на јајник, може да имале аденокарцином на одреден друг орган, или планоцелуларен карцином, или одредени жолчни патишта оштетени. Практично се она кое што естрогенот или прогестеронот како компонента може негативно да влијае, таа група на пациентки, доколку постојат такви заболувања претходно или веќе актуелни болести, би требало да бидеме повнимателни. Но за разлика од минатото, кога се сметаше за поголем ризик дека се пациентките дури со бенигни промени на дојки, денеска веќе се исклучуваат таквите пациентки и се смета дека морбидитетот, а тоа е појавата на болест, ќе биде помала кај овие пациентки. Зошто? Затоа што кога пациентката ќе се стави на одреден режим на хормонска терапија, низината свесност за честите прегледи или обврската да се јави почесто на контрола, па и за други некои заболувања ќе биде поголема и тогаш апсолутно ќе го намалиме ризикот да или ќе се зголеми потенцијалната можност да се открие и друго заболување, додека таа едноставно го контролира хормонскиот статус или доаѓа на обичен гинеколошки преглед или некој ехо преглед за останатите органи. Дали естрогенската терапија секогаш мора да оди во комбинација со прогестерон? Не, индивидуален е режимот. Секако, како што кажав, тоа е еден синдром кој што подразбира различна симптоматологија и не секогаш одиме со овој тип на терапија. Кај повозрастните пациентки почесто се оди со локална терапија, оние кои што се влезени во постменопауза, меѓутоа кај пациентките кои што се во перименопауза, може да се оди и со комбинираната палета. Значи, естроген плюс прогестерон само во перименопауза? Во перименопауза, во периодот до пред започнување на правата менопауза. Прогестеронот ја штити лигавицата на матката? Прогестеронот ја штити слузницата. Практично тие пулсации кои што ги спомнав на естрогенот, непостојани, даваат една внатрешна ендогена стимулација или хиперплазија, кажано стручно, или едно задебелување атипично, абнормално, кое што доколку оди, како што функционално таа митогенска активност на клетките може да продолжи под влијание на хормонот, а не потребно, затоа што го нема вториот хормон, прогестеронот, кој што би ја заштитил или би ја издуштил таа слузница, ние со самото влијание на прогестеронот, но во доволно долго време, не инцидентно, не само 1 месец, па 2 месеци, па 3 месеци, туку во подолги циклуси, не пократки од 6 месеци, би можеле да ја заштитиме. Дури би рекла дека и е штетно доколку само во 3 месеци или во 1-2 месеци се даде прогестерон, па повторно се остави на естрогенот абнормално пак да делува на слузницата. Не. Доколку се заштитува или сме во насока да заштитиме пациентката или слузницата на пациентката, тогаш треба да делуваме во некои временски интервали кои што се
по шема дадени, да не биде тоа само инцидентно или само врзано со овој месец проблемите на пациентката. Ке ги вклучиме гледачите од овој момент. Почитувани, емисијата е контактна. Доколку имате прашање кое што поврзано со ова исклучително актуелна тема, слободно можете да се вклучите во програма. Сега некои жени се жалат дека кога го пијат прогестеронот, чувствуваат непријатности. Зошто е тоа така? Прогестеронот може да делува во смисла на задршка малку на течности, депресивност, анксиозност, може да има, како што спомнав и естрогенот, практично има тука влијание, правејќи супресија, нели, на другиот хормон, практично може да ја врати таа централна симптоматологија, но секогаш знаете, треба да се гледа предноста, не е тоа значајна симптоматологија, па има и друга терапија која што може да се надополни. Затоа и реков, доколку е синдром или склоп на одредени неколку заболувања или симптоматологија од повеќе системи, ние секако ги користиме и нашите колеги од психијатрија, па заедно со нив и со ендокринолозите ја комбинираме терапијата. И сега постојат различни типови на естрогенски прогестеронски препарати, има биоидентични. Што е тоа? Разликата, практично најголемиот развој е во естрогената компонента, па и во прогестеронските препарати секако. На време се користеа од некаде 40-тите години естрогени кои што отворија 60-тите години, 70-тите ја отворија тој страф и излегува во неколку часописи такви информации, се додека не се кристализираше или не се најде идеалната формулација етинилестрадиол и сите останати нови компоненти кои што и денеска од фармацевските компании кои што се присутни во земјата се комбинираат или се додаваат во хормонските пилули. Тие компоненти денеска се сосема ефикасни. Понекогаш прогестеронската компонента исто така може да се адаптира кон пациентката, затоа што и таа може да појави потреба од не таа, туку некоја друга форма. И најчесто во однос на оваа терапија, ако можам да кажам како несакани дејства, се токму таа некоја задршка на течности, практично тие се жалбите на пациентките. За да денеска, од пред неколку години, веќе на пазарот се наоѓаат биоидентичните формулации, кои што од Федералната агенција за лекови се признаани и сметаат дека комплементарни се на она кое што пациентката би го имала, а го изгубила во тој период од бременоста, од животот. Ке ги вклучиме гледачите со нивни прашања. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Ви благодарам. Вака, јас сум пациентка, онколошки пациент. Пред 8 години сум направена од операција од карцином на дојка. Пред 3 години имам направена операција на матка јајници отстранети тотално. Хистопатолошкиот наод беше HER2 негативен, естроген рецептор 3+, поголем од 80%, прогестерон рецептор поголем од 80% и профилеративен индекс KI67 3+ до 20% пишува, не знам како да го кажам, и 5,23 2+ до 5%. Сега, веројатно сум вештачки внесена во менопауза, нели? Сега би сакала некој совет од лекарката во врска со поминување на овој период, па во врска и со остеопороза, нешто со хормонално третирање и со ментална магла, како би рекле. Така, ви благодарам многу за вклучувањето во програма. Дали пациентките кои што се оперирани од карцином смеат да земаат заместителна хормонска терапија? Комбинираната терапија не доаѓа, овој тип на терапија не доаѓа во обзир. Јас искрено би сакала, точно не би можела вака да го дадам советот кон овој тип на карцином или состојба после карцином. Пациентката е веќе излечена затоа што е извадено, како што разбрав, направена и кастрација, извадени се и целните таргет органи, сите и овариумите и не само сватив за колкава возраст станува збор. Практично симптоматологијата како бура е многу поизразена кај овие пациентки. Особено дури после вадење само на еден јајник, независно од која патологија. Но во случајот
во случајот ако веќе треба да ја споредувам патологијата, кога се работи за кастрација или вадење на генеталните органи поврзани со онколошка состојба, како што спомна пациентката, се многу поизразени. Многу поизразен е дефицитот, многу поизразена е таа спрега или тој импулс кој што доаѓа централно, особено, како што спомна пациентката, симптоматологијата од страна на тие психијатарски расстройства може да биде многу поизразена. Ке останатите пациентки, особено кога е задржан едниот јајник, како што спомнав, некоја бенигна патологија која се работи, едноставно таа врска повратна се уште би се одржала понатаму, затоа што постои другиот јајник кој што е способен за формирање на нови хормони. И ја советувам пациентката да се обрати во нашата амбуланта. Ние имаме амбуланти кои што водат пациентки со ваква патологија, за да и се детално даде совет, да се направи еден соодветен индекс во кој што ќе се категоризира за кој тип на терапија и заедно со нашите колеги да и се одреди соодветна терапија. Ќе вклучим уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сега се јавува, ама сакаме еден совет, гледам темата никако ме така добре, еден совет да давам за сите жени. Вака се докторката на ме свата некои работи, гледам, она многу фино објасни. Мојата жена почина, први пат имаше карцином на дојка. Едната дојка, после другата дојка. И кога менопаузата на 55 години, и она кога видеше вамо тамо, нешто чека и да утврдиме, менографија кога ме правивме, видовме дека е тоа карцином на дојка. И овие лекари што се, матичниот и гинеколог, лекарства многу ни дава. Некои различни терапии, различни некои тие работи, терапии. И она отиде на торакална, правеше се операција, едната дојка, другата дојка. И ја таму разговор со тие докторите, они ми викна, ми објаснија, вика, слушај, твојата жена починала е само ради тоа што она многу терапија е примена и она га може, вика, имала карцином, али е спотнен, вика, он може да живеал и 20-30 години да живеал со тој карцином. Али она карциномо га е едноставно спотнен, потикнен да дојде до тоа. Примаше некаква хормонска терапија? Тоа на база, се извинувам да ве прашам, база на многу лекарства ќе само да ве прашам, дали примаше хормонска терапија? Сега се маш јавувам еден совет до сите жени, сега мислим тоа не е на одмет. Само да ве прашам, господине, дали вашата менопаузата многу лекарства е добро, ве разбравме. Во ред, само да ве прашам, дали примаше хормонска терапија? Да се примат. Многу терапии. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Малку излеговме од... Да, не може никогаш со точно да се каже Апсолутно, не добивме податоци дали биле редовни контроли, дали била занемарена одредена патологија, дали примала одредена терапија. Генерално се коментираше дека јас би излекла дека секоја пациентка треба редовно да ги прави скринизите и без да има одредена потреба за тоа. Инаку еве веќе кога се јави мажот да го спомнам и тоа, во биолошкиот свет некако жените како казнети да многу порано влезат во периодот на менопауза или на тој мир во однос на органите, но за разлика од мажот кој што исто има андропауза, и за кој што сигурно оваа тема сте обработили, сте зборувале, доаѓа малку покасно. Наврати, така. Но во исто време, па фармацевската индустрија вистина работи и гледајќи го векот на пациентката, односно на жената, кој што е подолг во спореба со мажот, иако кардиоваскуларните болести веќе, ако порано биле кај мажот многу почести, како причина за смрт, денеска и кај жените се доста чести, влегувајќи денесната жена во периодот на менопауза, тоа и сакав да го поврзам, и сите тие метаболни расстройства, кардиоваскуларниот систем, кој што страда, сепак оваа терапија или оваа фаза може да биде и прва фаза кога жената можеби и да ја балансира или многу повеќе да внимава практично на тој систем од кој што понатаму доаѓа евентуалните проблеми и евентуалните причини за смртност кај жената. Ако може да се гледа позитивно или ако може да се гледа предпазливо, она што е важно е да се индивидуализира кај секоја пациентка потребата, да не се предозира, да не дава на собствено или на информирање од останатите мрежи денеска
во ера на дигитализација и ние до лекарите и сите останати Има се информираат. милиони видеа. Да, од милиони информации, подкаст и јас се служам сакајки да инфлуенсери даваат совети особено за хормонски терапии што ги примаат за време на перименопауза и менопауза. Ова тема морам да кажам некако е занемарена. Не дека нема доволно податоци, можеби немало во минатото, ги спомнав, тоа биле 60-тите, 70-тите години. Меѓутоа исклучително многу се работи, особено во последните 15 години. Франција би одвоила како земја во Европа во кое што исклучителна е помала стапката на карцином на дојка токму поради употребата на една група на пациентки исследувана која што прима хормонзаместителна терапија. Во исто време во Франција младата жена прима друга хормонска терапија за да ја го одложи периодот на забременување, а во исто време има и други неконтрацептивни предности. Никогаш не сум за тоа да се оди по ризичен пат во однос на терапијата. Моето искуство работно започнува токму со работа во една компанија во која што се работеше со гинеколошки пациентки со кои што имаа потреба од ваква терапија и работевме и на студии и во Македонија. Се зборувам за пред многу години, но сметам дека доаѓа време и се повеќе се актуализира прво од нас лекарите, затоа што гледаме дека се повеќе имаме вакви пациентки, а се повеќе и од страна на пациентите оваа тема и се надевам дека нема да остане реченицата од нашите постари колеги дека тоа е фаза која што треба да поминете. Да, ако е физиолошка и во најголем дел можеби е физиолошка таа симптоматологија, но не и ако има психичко расстройство, ако има изразена урогенитална симптоматологија како уринарна, урчи, инконтиненција која што ќе ја затвори жената дома, која што нема да ја дозволи слободно да може да отиде на една прослава на пазар или не знам каде и ќе мора да внимава во тој хигиенски режим. И уште повеќе ако сакате па и во сексуалната функција за кое што сметам дека е здраво старењето, дека треба да е здраво и дека треба да исполнува и таа улога жената, така да од секој аспект сметам дека заслужува еден синдром кој што трае декади кај жената да биде евалуиран, да биде добро диагностициран и да биде добро третиран. Значи ќе подобри и сексуалната функција. Да. Ќе ги вклучиме гледачите кои што очекуваат да постават прашање. Добар ден. Ало. По програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до водителката, поздрав и до докторката. Благодарам. Малку покасно се вклучи во емисијата, не знам дали мене ќе ме фасите тука во тоа прашање. Така, јас влегов во менопауза пред 2,5 години и пред 2 години исто така се оперирав од леукоплакија вулва. Дали е тоа нешто резултат од менопаузата? Од што се опериравте? Само јас ке замолам одриже малку погласно во студија, многу слабо слушаме. Леукоплакија вулва. Добро. Да. Кај клиторисот. Добро. И прашањето ви е? Прашањето ми е дали е поврзано со менопаузата. Добро. И дали бидејќи после операцијата, дека има 2 години, пак ми се појавува тоа чешкање околу, како да се изразам сега, имате јадеж. Да не биде срамно, да. Јадеж во интимната регија, така? Добро. Да, пак ми се појави. И дали е резултат тоа од што сум во менопауза, користам посебни купки, без и на кожен лекар исто така, користам, ама не знам дали е тоа, го нема пред тоа. Дали е тоа поврзано со менопаузата? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што можете? Благодарам и на вас. Ви благодарам. Пријатно. Промената која што ја диагностицирале колегите секогаш треба да биде потврдена со биопсија, за да знаеме да диференцијално диагностички не влетаме во некоја посериозна диагноза, затоа што да, естрогениот дефицит може да даде и вагинална и вулварна или околу вагината промена, која што најчесто оди со такви беличасти, атрофични, суви зони, кои што бараат естрогенска локална терапија за да се подобри состојбата. Не знам каков тип на терапија ви препорачале, не знам дали е детално евалуирано, односно дали е земено биопсија од тоа место, за да точно се диференцира и ако се работи за хронична некоја состојба на кожа, во тој случај делумно вагинална или естрогенска терапија може да помогне, но најдобро е со дефинитивната хистопатолошка диагноза
да се даде мислење за понатамошна терапија и корелира или како што прашавте вие дали е поврзана, да, поврзана е со менопаузата. Ова е состојба. Значи, доколку се потврди дека е бенигно сето тоа Да. со хитолошка анализа, локална терапија би можела да помогне. Доколку се работи за некоја друга преканцероза, како што имаме цин 1, цин 2, цин 3, така имаме и вагинален или вулварен 1, 2, 3 типа на премалигна состојба. Во тој случај секако дека друг тип на терапија треба и сосема друг режим. Уште еден гледач ќе добие простор во денешната Телма амбуланта да постави прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до водителката и докторката. Благодарам. Вака на возраст сум од 49 години. Пред една година целосно ми е направен оперативен зафат на отстранување на матка и јајници поради постоење на миоми. После операцијата не добив некои посебни насоки од страна на докторката што ми ја водеше операцијата за хормонална терапија. Прашањето ми е дали со оглед на мојата возраст е потребна хормонална терапија во секој случај или тоа не е потребно, со оглед на тоа што во последнава година дена од кога фактички сум во таа предвремена менопауза, потешкоти и некои поголеми во однос на телото немам, освен оние топли ладни бранови, промена на расположение, неконтролирано минимално подмочување и тие некои. Така. Значи прашањето ми е дали е потребна во секој случај хормонска терапија. На таа возраст, така. Ви благодарам за вклучувањето. Што би советувале? Во ова објаснување на пациентката сметам дека тоа е во некои физиолошки граници. Не сметам дека мора да се даде баш на секоја пациентка, но треба да се следи оваа симптоматологија, дали ќе биде минлива. Тоа е исто така интересно прашање кое што го добивам од пациентките, колку ќе трае оваа симптоматологија. Дали сега почнува, трае и ќе трае. Не, има почеток и крај. Физиолошки, вака како се манифестираат знаците во некоја фаза на издржливост, ќе помине за одреден период, 6 месеци, година дена, најмногу 2. Поретки се пациентките, многу мал процент кога би имале 5 години ваква симптоматологија, но сепак на тие веќе даваме друг совет од самиот почеток, затоа што имаат и поинтензивна симптоматологија. Кај вас сметам дека ова е состојба после таа кастрација, која што и не е многу пред време, морам да кажам, на 49 години, па и не е многу пред време, иако јајникот, тоа многу пати се изненадени нашите пациентки која ќе им посоветуваме, па и да им го оставиме јајникот и покрај тоа што ќе се направи хистеректомија, ќе се извади матката за бенигна причина, ќе се остави јајник, не и туба, тубата е причинител за одредени карциноми во друга возраст, остануваат запрашани за тоа зошто? Затоа што како таргет орган на тие рецептори, доколку се даде понатаму терапија, ќе може да има подобро кардиоваскуларно здравје. И некои студии објаснуваат дека во случај на бенигна патологија не мора да се направи кастрација, па дури и на 49 години. За да се зачува кардиоваскуларното здравје. И затоа што јајникот би бил жив некаде до 75 години, не во однос на репродукција, но во однос на другата улога која што претходно ја спомнав. Исто како што и ви спомнав од самиот почеток дека рецептори на ниво на карлична диафрагма, вагинална мускулатура, мускулатура на карличното дно, рецептори за хормоните постојат до крајот на животот на жената. И е чудно можеби понекогаш на многу возрастна жена, но не е чудно затоа што има рецептори ки ја ординираме и над 80 години одредена хормонска терапија. Тоа што се истрошил јајникот да произведува хормони не значи дека ако го суплементираме не може да реагира системот на нив. Напротив, идеална е анатомијата, би рекла, на женскиот репродуктивен систем да може да одговори и на многу подоцни години на ваквите потреби. На локална терапија. На локална терапија, да. Да, на локална. Сега колку време може да се користи хормонската терапија кај жените? Тоа е исто така една тема во која што како црна кутија не се одговорени до крај сите прашања. Јас не би смела да го кажам тоа толку и толку години. Искуствата се 2 до 5 години, некогаш и до 10 години.
се комбинираат, нели, различно препаратите, може да се почне со прогестерон, па да се продолжи со комбинирана, па да само после естрогенска. Значи фази има во кои што циркулира еден режим, па друг режим, но генерално одговор на прашањето колку години може или треба, не можам да кажам. По прекинот на таа возраст, ќе се јават ли повторно овие симптоми? По прекинот не би требало. Може би локалната потреба да, од естрогенот ќе постои, заради таа атрофија, која што неминовно долу ќе се случи во долните партии од урогениталниот тракт, но може да не биде многу значајна и да нема потреба пациентката од таква терапија. Професор, ќе ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Денес отворивме мощна важна тема за жените кои што се во перименопауза и менопауза, животен период кој што е неизбежен за секоја жена. Се надевам дека беше од корист за сите оние кои што не следеа. Ви благодарам што ја повторно отварате свесноста на оваа важна тема и се надевам ќе имаме и други настани да можеме и со пациентите поотворено да разговараме на истата. Ви благодарам. Ви благодарам уште еднаш, ким се заблагодарам и на гледачите што беа дел од Телма амбуланта. Почитувани ви посакувам пријатен ден.